Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Овој последен ден од работната недела го посветуваме на децата. Кои вирусни инфекции се најчести овој период од годината? Како да се превенираат, како родителите да не паничат, но и кога да побараат лекарска помош. Мој денешен гостин е доктор Наташа Најдановска-Алуловска од клиничката болница Аџибадем Систина, педијатар по професија. Доктор Алуловска, јас ви благодарам што сте наш денешен гостин. Добар ден, благодарам за поканата и за можноста денеска малку да подрасчистиме некои работи и да ги ослободиме родителите од претараните грижи. Так, да почнеме со временските услови, имајќи во предвид дека ни се најавува намалување, драстично намалување на температурите. Денеска е сонце, имавме врнежлив период, почнуваат маглите. Колку овие временски услови влијаат на здравјето на децата? Временските услови секако влијаат на здравјето на децата и на појавата на разни видови на вирози, настинки и инфекции. Секако најголемо влијание има количината на сончева експозиција, колку се деновите осветлени, сончеви, колку е воздухот чист, колкава е количината на влагата во воздухот. Тие временски услови и претераната влага во воздухот секако предиспонираат и развој, и појава, и поинтензивни слики на респираторните вирози. Во овој период се почести респираторните вирози за разлика од другите типови на вируси. Вирусните инфекции се честа патологија и кај возрастните, уште почести кај децата. Секако тие се со некоја сезонска предилекција. Вака во есенските денови доминираат респираторните вирози, иако веќе со промените на температурите немаме јасна временска локализација и ограничување на респираторните со цревните вирози, па и со исипните грозници. Знаеме дека постојат неколку видови на вирусни инфекции, тоа се вирози кои што претежно го зафаќаат респираторниот тракт, респираторни вируси, потоа гастроинтестинални вируси, тука се осипните вируси за кои што за повеќето имаме вакцини и помалку специфичните вируси. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин, доктор Наташа Алуловска од клиничката болница Аџибадем Систина. Споменавте дека најчести се респираторните, но што ако имаме комбинација и на респираторен и на стомачен вирус, каква е клиничката слика кај детето? Да, постојат и вируси кои што имаат и респираторна и гастроинтестинална симптоматологија, како што се аденовирусните инфекции. Кај овие вирусни инфекции може да имаме и симптоми од респираторниот тракт и да имаме едни неспецифични симптоми за вирусна инфекција, кои што ги имаме и кај повеќето вирози. Тоа се температура, општа слабост, малаксалост, потоа намален апетит, тоа се општите симптоми на вирусни инфекции. И потоа симптомите кои што се доминантно респираторни, кивање, носна обструкција, бистра секреција од носот, потоа кашлица, болки во грлото, лимфаденопатија цервикална с големени лимфни жлезди, но секако дел од овие деца со аденовирусните инфекции може да имаат и цревна симптоматологија, значи децата да повраќаат или да имаат пролив. Некогаш дури и другите респираторни вирози кај децата може да одат и со цревна симптоматологија. Например, инфлуенцата кај децата исто знае да даде и цревна манифестација, за разлика од кај возрастните, каде што доминираат претежно респираторните симптоми. Но општата препорака до родителите е тоа дека вирусните инфекции во детската возраст се воглавном лесни инфекции кај децата и тие поминуваат како само ограничувачки вирусни инфекции. За неколку дена децата се во целосно здравје, потполно се опоравуваат. И кај најголем број од нив нема потреба од некоја специфична терапија. Споменавте кои се симптомите за ако има цревна инфекција, тие се речиси идентични со она што сега ни се случува со делта сојот, вела дека делта сојот може почесто да даде гастроинтестинални симптоми за разлика од претходните соеви кај што беше респираторниот. Како правите разграничување, дали секое дете кое што има аденовирус, кое што има цревна инфекција, мора прво да направи тест за COVID-19?
Знаете како, симптомите на овие вирусни инфекции во голем дел се препоклопуваат. И кога се работи за респираторната симптоматологија и кога се работи за гастроинтестиналната симптоматологија кај децата, значи тие може да наликуваат едни на други и секако може во дел од тие инфекции да има инфекција со COVID вирусот. Нема некој специфичен знак по кој што јасно може клинички да се разграничи за кој тип на вирусна инфекција се работи кај децата, дури нема ни некој карактеристичен лабораториски знак кој што во крвната слика, во ЦРП, во инфламаторните маркери ќе покаже дека се работи за овој или другиот тип на вирусна инфекција. Тоа разграничување се прави на база на серолошка анализа или на база на анализа PCR од, например, респираторен панел или од гастроинтестинален панел, значи кога се детектираат секвенции од РНК од вирусот во некој од излачевините, односно во некој од панелите. Значи нема јасна клиничка дистинкција измеѓу тоа како да разграничиме дали е COVID или е друга. Да. Ние веќе имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Се извинувам, поздрав до докторката, да поставам едно прашање. Повелете, да ве слушаме. Имаме малец кој уште нема 40 дена. Дали е нормално што се тресе? Добро утро. Да, добро утро, се слушаме. Ве слушам дека имате бебенце доенче кој што е на... Има 5 недели. Да, на возраст. А кога спие, се тресе, како струја да го тресе, да го дрма. Постојат одредени видови на движења кои што се јавуваат во сон кај новороденчињата и кај доенчињата, што се во вид на краткотрајни штрецнувања. Дел од тие движења се нормални, ако се тие изолирани, ако не се во група, ако не се со ритмично тресење на еден екстремитет или на една страна од телото. Оние притресувања во сонот што наликуваат на штрецнувања, најчесто се бенигни миоклонизми во сон и се резултат на се уште несоозрен централен нервен систем. Така да оваа појава на изолирани штрецнувања во текот на сонот кај бебињата најчесто е бенигна работа, но доколку тоа се повторува во вид на ритмично тресење или грчење на едната половина на телото или на целото тело или на еден екстремитет, секако тоа треба детето треба да се прегледа и да се процени. Јас се надевам дека нашата гледачка ќе знае всушност дали тоа станува збор само од една страна на телото, но во секој случај нема простор за паника, барем од она што го кажавте. Доктор Алуловска, кога е моментот, нели, температура, велите дека треба дете да се чека ден, два, дека не мора веднаш да се оди на лекар, не мора веднаш да се крева паника, меѓутоа кога треба родителот да го вклучи алармот? Знаете како, во нашите амбуланти гледаме многу пациенти кај кои што родителите од страф од качувањето на температурата доаѓаат уште со појавата на првиот симптом, уште кога клиничката слика не е целосно развиена, што значи кога детето ќе качи покачена температура, таа ќе дојде 38-39 степени, веднаш родителот брза со прегледот на детето. Значи, ги советувам родителите да не креваат паника од покачена телесна температура. Температурата значи дека организмот се бори, активира на имуниот систем во борба против некаков инфект, кој што тек треба да се разграничи во следните ден и два, да се почека појавата на други симптоми, да се види дали ќе има носна обструкција, течење на носето, болка во грлото, дали ќе има цревна симптоматологија, или ќе остане како изолиран еден симптом, само покачена телесна температура. Не треба да се брза веднаш да детето се носи на преглед, треба да помина 24 па и 48 часа од покачувањето на температурата. Во меѓувреме треба да обезбедиме едни општи супортивни мерки за детето, што значи треба да даваме антипиретик од парацетамолски или бруфенски тип. Треба да обезбедиме една чиста, проветрена просторија во која што детето ќе може да мирува, да одмори, да го одлежи овој вирус. Потоа да обезбедиме добра хидратација на детето, што значи да пие повеќе течности, да даваме електролитни раствори. Електролитите се многу важни во рехидрација на децата со било која вироза. Секогаш кога имаме намален внес на течности или кога имаме некаков губиток имаме на вода и на електролити кога децата се со покачена температура, преку тоа што го викаме перспирацијо инсензибилис, односно преку испарување на водата и електролитите од телото.
Исто така имаме губиток на вода и електролити кога детето не пие доволно течности или кога има повраќање или течни столици. Што значи во секоја вироза, во секоја покачена температура, советот е децата добро да се хидрираат, да пијат доволно течности и електролитни раствори, да примаат парацетамолски или бруфенски тип на антипиретик, да одмараат и да пијат пробиотик во секоја вирусна инфекција, во секоја настинка и да пијат препорачана количина на D-витамин, бидејќи еве сега слушаме колку се актуализираше D-витаминот со последнава вироза со COVID инфекциите. D-витаминот има освен познатата улога во минерализација на коските што се во раст, има и улога во имуномодулаторна, односно имуностимулаторна функција во организмот, така да кога детето ќе покачи температура, ќе започнеме со овие супортивни мерки, што досега ги набројавме, и ќе видиме дали детето има развој на некаква друга симптоматологија. И потоа, кога ќе поминат 24-48 часа, ако температурата се уште е со истиот интензитет, што значи, ако температура качува исто толку висока во степени и на ист број на часови, значи важно е како оди таа температурна крива кај децата, што значи дали температурата ја покачува на 4 часа, дали ја покачува на 6 часа, дали се разречуваат временската дистанца измеѓу едниот и друг пик на фебрилност и колку високи се пиковите, дали се тие повисоки или се веќе пониски, што значи дали оди во санација на инфектот. Ако температурата се уште перзистира со високи пикови или со чести пикови на таа температурна крива, Значи станува збор за бактеријска. тогаш ќе треба да се процени за што станува збор. Секако, што е она што би требало да излезе од ова правило на 48 часа чекање на развој на симптомите и наблюдување на детето, секако тоа не би можело да се каже за децата кои што се за доенчињата до 6-месечна возраст. Тие се посебно ранливи, периодот на новороденче и младо доенче. Децата се посебно осетливи на инфекции, тие кај нив може да напредуваат брзо, така да бебињата треба да се прегледаат и порано. И поголемите дечиња кои што интензивно повраќаат, кои што се омалаксани, кои што не стануваат од кревет, кои што се многу поспани, кои што неубаво реагираат на дразби, децата кај кои што кога ќе дадеме антипиретик воопшто не ја симнуваат телесната температура. Родителите некогаш мислат дека кога ќе дадат парацетамол или бруфен, дека температурата од 40 степени треба да се намали на 37. Тоа обично не е така. За симнување на температура зборуваме кога има барем 1 степен снижување на температурата од кога ќе дадеме некаков антипиретик. Ќе продолжиме на оваа тема, да вклучиме гледач. Повелете, во програма сте? Повелете? Дали се слушаме? Слушаме? Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме, во програма сте. Добро утро, годен поздрав за докторката. Благодарам. Имам прашање до докторката. Вака, син ми е 6 години, има зелен секрет веќе од 2 месеци. Значи, испитана бактерија во нос, нема бактерија. Од што може да се јавува тој зелен секрет во носот? 2 месеци. Да. Видете, оваа возраст, 6 годишно дете кое што веројатно посетува некаков колектив. Во колективите децата имаат повеќе можности да добиваат инфекции кои што некогаш се една по друга, а не се приметува прекин на периодот измеѓу. А исто така може да имаат и по-долг временски период да имаат и секрет во носот и секрет во горните дишни патишта, што не значи дека тоа треба да има некаков специфичен третман. Кога детето нема некој поголем развој на болестите, кога останало на тоа дека само тече носето, детето е во добра општа состојба, нема покачена температура, нема наод на
на долните дишни патишта, нема бронхит, нема бронхопневмонија, има негативни брисеви. Секако треба само супортивни мерки, не треба да се избрзува со некаков друг антибиотски третман. Значи, треба да се плакне носот со солени раствори, со спреча со солен раствор, да се дезобструира носот, за да се спречи притисокот кон увото и кон тубата, за да се олесни дишењето на детето, некоја инхалација и овие што ги спомнавме општите мерки, како и пробиотици и витаминска терапија. Так. Ништо посебно повеќе, иако секретот од носот е зелен. Тие работи ќе поминуваат. Знаете, има многу видови на респираторни вирози и од овие, например, она со што сега се соочуваме се вирусите кои што предизвикуваат обични настинки, значи common cold настинката исто така е предизвикана од вируси, најчесто од групата на риновируси. Тоа се инфекции кои што се задржуваат претежно на горните дишни патишта, на носните ходници, на синусите, на грлото, не одат понатака во долните дишни патишта. Потоа сега имаме аденовирози, во овој период имаме... Тоа секако ми беше следно прашање за аденовирозите овој период, само да вклучиме уште еден гледач, да им дадеме предност на гледачите. Повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме, во програма сте. Добро утро, поздрав до вас и до докторката. Благодариме. Сакам да прашам, имам внука 10 години. Внуката беше прележа COVID-19 пред 2 недели. Сега нешто поново со грлото има проблем и тешко диши и течи носето. Да не е пак COVID? Пред 2 недели прележала, така кажавте? Пред 2 недели прележа, да. Да. Да, знаете... Пред 2 недели го прележа COVID-от. Да. Така, да, ве разбравме, да. Дали е тоа може би некој пост-ковид или дополнително се накалемила некоја од актуелневе вирусни инфекции? Реинфекции со COVID-19 во толку краток временски период не се опишани, така да многу е мала веројатноста дека се работи повторно за реинфекција со COVID, но овие симптоми се, како што кажавме, неспецифични, тие може да бидат од било кој од другите типови на респираторни вирози, па дури и некоја бактерија во дишното стебло. И веројатно се работи за некаква реинфекција, не личи ова на пост-ковид манифестација, тие имаат сосема други симптоми. Значи, веројатно се работи за реинфекција, децата, како што кажавме, се во колективи, се повеќе се во затворени простории и имаат можност за чести реинфекции, посебно сега во ова време на зголемена влажност и менување на температурата. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете, во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Вака, поздрав до докторката, Благодари. па и до вас. Внуката ми доби 38 температура, ја однесовме на лекар. Меѓутоа и дадувам амоксиклавче. И сега се е окей, добра си е, меѓутоа дури и весела како да ништо не е. Меѓутоа, повеќе ми беше прашањето зашто во училиште не ги пуштаат, затоа што има и братче, а нема ни ковид, се е окей, а не дозволуваат во училиште да појдат барем едниот, ако не другиот. Тестирани се за ковид, така? Да, нема ништо, ни докторката не кажала дека има ковид. Значи, чисто настинка е сега и весела си, ништо не е буквално. Меѓутоа, тие беше руче, нема ни температура, нема ни нос, нема ни кашлање. А во училиште не ги примаат, па и братчето. А колку време вака седат дома и не ги примаат? Вчера ноќта патила температура, меѓутоа тоа беше тоа, до сабајлето на лекар и толку више нема температура. Премногу е краток периодот, меѓутоа јас не сум лекар, ќе оставам на нашата гостинка да одговори дали може ден после температура да се каже дека... Да, видете, краток е периодот. Јас и не разбрав дали детето е тестирано за ковид инфекција или не. Докторката им кажала не, меѓутоа јас не добивме одговор дали им е правен ПСР. Да. Меѓутоа добил антибиотик за дека температурата. добил антибиотик за температурата. Веројатно е проценката на матичниот лекар дека се работи за некаков тип на бактериска инфекција, иако основното правило кога учиме педиатрија и кога учиме инфектологија е дека треба да бидеме внимателни и рационално да употребуваме антибиотици,
да не се избрзува со препишувањето на антибиотици, но овде веројатно станува збор за сомнение за некаков тип на бактериска инфекција. Краток е периодот на фебрилност еден ден претходно. Знаете како кога носиме маски се заштитуваме и од другите респираторни инфекции, не само од ковид, така да препораката за сите видови на респираторни инфекции е да внимаваме со носење маски и со дезинфекција на рацете. Децата не добиваат респираторни инфекции само преку флигеровите капки со кои што ќе дојдат респираторно во контакт, туку и од површините на предметите што се околу нив, капките, кои ги допираат со рацете, а потоа рацете ги ставаат на површините на лицето и на тој начин внесуваат. Сакам да кажам еден апел да со било какви симптоми на респираторен инфект треба да внимаваме, бидејќи дури и да не е ковид, тоа е некој друг вид на респираторна инфекција, најчесто на вироза. Треба да поминат неколку дена и треба секогаш да внимаваме да не одиме на гости едни кај други, да не ги шириме тие инфекции, дури да не се работи за ковид инфекција, да не одиме во посети во домови каде што има бебиња, мали доенчиња, затоа што и една аденовирусна инфекција кај бебе може да биде сериозна инфекција, а да не зборуваме за овој респираторен синцицијален вирус кој што прави поголеми проблеми кај децата. Последната гледачка ми наметна едно прашање, иако можеби не ја допрашавме до крај, меѓутоа од она што го кажа дека ноќта качела температура и веса бајле весела, значи немало време кога да се направи тој антибиограм па да се види дали е неопходен антибиотик и доколку детето сега е весело, колку самото тоа што прима антибиотска терапија може да има и контраефект, па понатаму можеби кога ќе има некоја сериозна инфекција, овие антибиотици да немаат дејство, односно да бидат резистентни. Колку треба да се внимава во тој поглед? Бидејќи барем од она што го кажа, временскиот период за да се направи антибиограм е премногу краток, сигурно не било направен антибиограм. Апсолутно, секако краток е временскиот период за да се изработи бриз, па на брисот да се направи антибиограм за тоа која евентуално бактерија. И за 38 температура веднаш да се даде антибиотик. Да, знаете, препораките на сите релевантни професионални здруженија се да не се избрзува употребата на антибиотиците, значи да се почека развојот на симптомите, да се види неопходноста од давање на антибиотик и дури кога тој е неопходен, тој да се аплицира и секако тој да биде најтесно спектрален, најниска генерација што може да делува на таа бактерија, затоа што воспротивно се соочуваме со феноменот на резистенција на антибиотици, кој што е многу тежок проблем, а исто така се соочуваме со феноменот на секундарен имун дефицит кај децата, кај кои што премногу често се даваат антибиотици без кои што можеби детето би поминало и без да се употреби антибиотикот. Тогаш паѓа локалната одбрана на организмот и добиваме секундарни имуни дефицити кои понатака влегуваат во еден зачаран круг. Значи внимателна, рационална употреба на антибиотици. Доктора Луловска, бидејќи времето ни помина, ни остана само уште едно прашање. Еве еден ваш апел до родителите овој зимски период, како да не креваат паника, како да ги заштитат децата од сите овие вируси кои што се карактеристични во зимскиот период, ставајќи го на страна COVID-19. Знаете како во периодот на зимските месеци децата може да имаат 5 до 7 респираторни инфекции кои што се вирози и кои што не е страшен. Дури во текот на целата година децата може да имаат и до 12 инфекции во текот на целата година. Често родителите мислат дека тоа е пролонгирана фаза на болеста, на една болест, но често се работи за реинфекти, па дури од истиот тип на вирус со различни подсоеви. Тоа не е никаква причина за грижа. Тие деца ќе ги надминат вирусните инфекции, ќе оздрават и ќе бидат здрави деца понатака. Значи не треба да се брза со испитувања, со имунолошки консултации, да се мисли дека нешто со имунитетот не е во ред на децата. Значи, се знае кои деца се за испитување кај имунолог, кои деца се суспектни за примарен имун дефицит. Нивниот број е многу мал. Децата во колективи се често подложни на вирози кои што поминуваат сами од себе. За неколку вирусни инфекции само има специфичен антивирусен лек, значи за тешките форми на инфлуенца, за херпес симплекс енцефалитите, се друго ќе помине
како обична вирусна инфекција. И секако Тоа да што пијат треба да го правиме, витамин D, што повеќе витамин D и пробиотик секако. Сите нови студии околу имунолошкиот систем на децата и околу инфекциите што тие ги поминуваат, укажуваат на најзначајната улога на витаминот D во инфекциите и на пробиотиците во секој инфект. Пробиотик секој ден без разлика дали детето има или нема инфекција? Да, пробиотик не мора секој ден кога не се во инфект, но кога ќе почнат со првите знаци на инфекти, да и пробиотик и D-витамин. Доктора Луласка, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин, секако и широко е полето кое што може да дискутираме со вас, па во некоја следна прилика повторно ќе бидете наш гостин за секако да објасниме за сите оние болести кои што се карактеристични во детската возраст и секако кај бебињата. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата и на можноста нешто да расчистиме, секако треба многу повеќе зборување, Така. за да родителите малку полесно ги поднесуваат сите овие работи од фазите на растот на децата. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.